Добар ден, почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска имаме тема од областа на патологијата. Поконкретно ќе говориме за типови биопсии кај диагноза за колоректален карцином. Моја гостинка и соговорничка во студиото е примариус доктор Благица Крстеска, специјалист патолог на Институтот за патологија. Докторке, добар ден, ви благодарам што прв пат сте дел од Добриот доктор. Ви благодарам на поканата, чест ми е што сум денес вас гостин и поздрав до гледачите. Докторке, за почеток, што представува биопсијата и зошто е толку важна кога постои сомнеж за колоректален карцином или рак на дебелото црево? Така, терминот биопсија потекнува од грчкиот збор биос, што значи живот, и опсис, што значи гледам. Ние добиваме биоптични примероци од разни лезии и треба да одредиме дали се работи за инфламаторна лезија, воспалителна промена, дегенеративна лезија, циркулаторна промена, а ако веќе се работи за туморски процес, треба да одредиме дали таа туморска лезија е бенигна или малигна. Постојат повеќе типови на биопсии, независно дали тоа ќе биде тенкоиглена биопсија водена под ултразвук, ендоскопска биопсија, ексцизиона биопсија, панч биопсија. Во случаите кај колоректалниот карцином ние добиваме ендоскопска биопсија, што значи пациентот кога ќе направи колоноскопија, при таа колоноскопија сите лезии мора да се нотираат, да се опишат и од нив да се земе примерок за да можеме да диагностицираме колоректален карцином. Многу пациенти слушаат дека биопсијата ја дава конечната диагноза. Што всушност значи тоа? Да, патохистолошката диагноза е конечната диагноза, односно последниот резултат што пациентот го добива во целата диагностичка процедура која што е потребна за негова диагностика и третман. Ние кај колоректалниот карцином добиваме различни типови на биопсии. Тоа може да бидат ситни биопсии, полипектомии, мукозни ресекции, а многу често се случува да добиеме и да биде иницијална диагноза на оперативен материјал, кога тоа се случува при акутни или усни состојби или при перфорации на дебелото црево, каде пациентот и воопшто не знае дека има карцином. Така, еве, споменавте повеќе типови на биопсии, ќе тргнеме да ги пообјасниме подетално на почеток што представува ситната биопсија и кога се зема. Така, ситната биопсија е мал дел од видената ендоскопски малигна неоплазма. Значи, гастроентерохепатологот, кога ќе направи колоноскопија, има лезија која што има морфолошки белези за карцином. Кога ќе земе примерок од таа лезија, ние треба да диагностицираме дека се работи за колоректален карцином и при таа диагноза, од тие мали ситни фрагменти, пациентот понатаму ќе може да оди на соодветен третман. Дали неколку мали примероци се доволни за да се постави точната диагноза? Да, доколку тие се репрезентативни. Што значи тоа? Значи доколку јас на тие примероци имам малигно ткиво, каде што се гледа инфилтрација и имам доказ дека тоа е малигна неоплазма, и малку примероци се доволни за да понатаму пациентот си продолжи со последователните имиджинг процедури и хируршки третман. Колку начинот на кој е земен примерокот може да влијае врз точна патохистолошка диагноза? Многу. Значи, многу е важно. Многу е важно. Таа проценка од каде да се земе е круцијална затоа што ние не го гледаме пациентот, не ја гледаме лезијата ендоскопски, туку го гледаме ткивото што ни е пратено. Што значи многу е битно да се земе од инвазивната лезија за да ние напишеме карцином. Доколку се земат примероци од периферијата на лезијата, ние може да имаме преканцерозна лезија и да немаме диагноза на карцином. Туку да имаме аденом, например со тежок степен на дисплазија. Доколку се земе од улцеративна промена, ако туморот расте улцеративно, се земе од дното на улцеративната лезија, тогаш може да имаме наотна некроза и да немаме витално туморско ткиво. Во тие случаи се препорачува повторување на постапката, значи повторна колоноскопија, но само ако пациентот нема симптоми, односно немаме обструктивна болест, значи за илиус, и немаме стеноза на луменот на дебелото црево.
Така, значи се зависи понатаму и од начинот на Затоа третман. одлучува гастроенхепатологот и тумор бордот, нели, кај што се разгледуваат овие случаи за малигна болест на дебелото црево. Така. Што е полипектомија и кога лекарот одлучува полипот целосно да се отстрани? Така, полипите се мукозни израстоци. Доста често ги слушаме, како термини. Мукозни израстоци во луменот на дебелото црево и тие имаат различна морфологија. Значи може да бидат на петалка, може да бидат на широка основа или ги велиме сесилни или педункуларни. Нивната површина може да биде различна, да биде мазна, лобулирана или ресичеста, неравна. Дали ќе го отстрани целиот полип, гастроентерохепатологот одлучува во однос на позицијата, големината, дали е достапно за ресекција, и сето тоа е негова одлука. Најчесто педункуларните полипи се наомчуваат околу петелката и се вадат, а широтките вилозни лезии се прават со мукозна ресекција и ние тоа го добиваме како N-блок, односно со еден акт отстранет полип. И тоа е многу важно, затоа што полипот, освен преканцероза, за жал, имаме диагностицирано и развиток на инвазивен карцином на ниво на полип. Затоа е битно тие да се извадат во раните стадиуми. Значи носат различен ризик, секој полип е различен, често се слуша и терминот писмил, полипектомија, и зошто понекогаш мора да се отстрани полипот во повеќе делови? Така, писмил, полипектомија и самото име кажува дека се повеќе фрагменти. А тоа се случува кај оние полипи кои што имаат поголема димензија. Значи, тоа е најчесто полипи поголеми од 2 сантиметри и се обично на широка основа, каде гастроентерохепатологот ќе мора повеќе пати да исече и целиот материјал да ни го прати на нас за анализа. Ние целиот тој материјал го вкалапуваме, независно колку хистокасети ќе фати, пошто ткивото се става во хистокасета. И таа обработка, нели, ќе ни даде до знаење кој фрагмент каква морфологија има. Доколку на писмил полипектомија, која што е сепак интервенција со повисок ризик, ние диагностицираме аденокарцином, битно е дали тој аденокарцином ја инфилтрира субмукозата, односно дали е инвазивен. При такви случаи, доколку имаме инвазивен карцином во писмил полипектомија, треба понатаму пациентот да се јави за хируршка ексцизија на тој сегмент кај што бил полипот. Така. И сега веќе откако ќе пристигне примерокот во лабораторијата, конкретно на Институтот за патологија, која е постапката за обработка на ткивото и за добивање на резултат кој е многу значаен и за пациентите, но и за лекарите, вашите колеги? Така, многу е битна обработката на ткивото и тоа трае, да речам, подолг временски период, не е од денес за утре, за да можеме да го имаме резултатот. Постапката се случува во неколку чекори. Прво, материјалот мора да биде фиксиран во 10% формалин, 24 часа. Потоа, тоа ткиво треба да се дисецира, односно да се земат примероци. Тие примероци во хистокасети одат на обработка во автотехникон, значи тоа е една машина, каде што ткивото се потопува во повторно формалин, во 96% алкохол, во 100% алкохол, потоа оди на клиринг со ксилол и потоа имаме инфилтрација со парафин. Значи, последната етапа од ткивото во автотехниконот е парафин инфилтрирано ткиво. Тоа ткиво потоа оди на калапење и мора да биде во парафински блок. Значи, парафин инфилтрирано ткиво го ставаме во парафински блок, кој што треба да биде адекватно за сечење. Тоа сечење на ткивото е многу тенки пресеци, во однос на дебелината тоа се од 3 до 5 микрони. Се става на микротон парафинскиот блок, се сечат тие пресеци, се ставаат во водено купатило, кое што има висока температура, се земаат со предметното стакло, значи вие на стаклото имате парафински пресек од ткиво, кое што стакло се става во термостат од 50 и 60 степени Целзиусови, околу 30 на минути за да се стопи парафинот, за вие на стаклото да ви остане само ткивниот пресек. Тој ткивен пресек оди на боење, ги користиме хематоксилин и еозин, жутинско боење е тоа. Значи хематоксилинот обично ги маркира нуклеарните делови на клетката,
и независно дали ќе има поголема или помала количина на ДНК, битно е и колку време ткивото било во хематоксилин. А пропратна боја на хематоксилинот е еозинот, кој што се различни нијанси на розева, за да ја видиме тој контраст, нели, за да ги видиме промените кои што се во самата клетка, за да кажеме дали е малигна или бенигна лезија. После боењето имаме уште последен чекор, тоа е покривање, значи обоениот пресек на предметното стакло мора да биде покриено со покровно стакленце, се капнува медиум, за да се зачува тој рефракторен индекс кога се гледа на микроскоп, кој што е компатибилен со предметното стакло и има за цел да ја зачува бојата, да го зачува интегритетот на стаклото, за да биде возможно и понатаму да се анализира. Споменавте многу чекори, односно многу процедури. Да, и трае време, да. Колку време вообичаено трае целиот процес од приемот на примерокот од биопсија до конечниот патохистолошки наод? Така, како што реков, добиваме повеќе типови на материјал, ситни биопсии оперативни. Така. Ситните биопсии одат побрзо, односно се анализираат побрзо и не им треба оној првиот чекар на 24 часовна фиксација, можат одма да се пуштат во автотехникон и нивните резултати обично пациентите ги добиваат од 7 до 10 работни дена, а оперативните материјали треба подолго трајна, нели, обработка и анализа и нивните резултати обично се околу 3 недели. Колку вакви примероци дневно во текот на еден работен ден гледате? Многу, не би сакала да шпекулирам со бројка, но многу. Ќе кажам дека нашите резултати зависат од посетеноста на клиника и посетеноста на хируршките клиники, така да ние имаме многу добра соработка и со гастроентерохепатолозите и со хирурзите на дигестивна хирургија и со онколозите исто, значи тој мултидисциплинарен тим е многу битен за третманот на пациентот кој што треба да се гледа во целина. Така, ако биопсијата покаже карцином или малигном, што најчесто следува понатаму? Значи терапијата... Ги споменавте и вашите колеги од другите специјалности. Значи тоа е мултидисциплинарен тим кој што работи за третманот на пациентите. Тие примаат мултимодална терапија, односно хирушки и хеморадиотерапија, но што ќе се случи, што го очекува пациентот после добиената диагноза, одлучуваме каде е локализацијата, дали прави обструкција, ако е долу ниско локализиран, значи ако е аденокарциномот во ректумот, тогаш можно е да се одлучи и за неодјувантна терапија, односно прво да има онколошки третман, а потоа да следи хирушката интервенција. Така, ова беше за предоперативните биопсии, да, ќе вклучиме неколку гледачи и ќе продолжиме за обработка на постоперативниот материјал, односно примерокот после хирушката интервенција. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете, ве слушаме со прашањето. Поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Бас ми треба овакви емисии. Само едно прашање до докторката. Ако може накратко да ме одговори на прашање. Повелете. 2018-19 правим операција од уцерозен колит. Уцерозен колит со 15 столици, краварење, болка голема, гастро ми препорача хитна операција, се правам операција, идам кај професор, ме насочува како ќе биде операцијата, ми го крати кроз дебелото црево до анусот и ми поврзува тенко црево. Кога се вратив од операција, професор рече сега ќе бидеш дечко на 20 години, значи се е средено. Дебелото црево е пратено на патологија, после неколку дена се враќа наодот, кај професорот ме вика на разговор, идем кај професорот и вика Горене, за среќа и несреќа, значи не било улцерозен колитис, туку била кронова болест.
не е требало толку да се крати цревот. Значи, јас не правам операција, не правам снимки, ти си ми досел со наоди и наодот така ми покажа ја, по тај наод правев таа операција. Дали треба се толку да се крати цревото и по тој принцип да се работи, не знам, не ми е јасно. Еве јас после неколку години се полошо и полошо сум. Сега сам полошо пред операцијата. По 20 столици, крварење, секој втор месец ми крв дават и не знам, имам променето, сега сам моментално на биолошка терапија, ни една биолошка терапија не се сопаѓува, не може ништо да ми помогне. Значи, исцрпена цела терапија што ја имам на гастро. Не знам више за кој професор и како и што, и не знам што ќе биде со мене и натаму како ќе биде. Во ред, да, во ред, сочувствуваме со вашата состојба. Да, пред минатата недела имавме токму гастроентерохепатолог, говоревме за Кронова болест. Да, сте ја пропуштиле емисијата, ќе се потрудиме наредниот период да обезбедиме и некој специјалист исто. Меѓутоа, ова што го споменавте, може само накратко. Докторката, бидејќи е патолог, предпоставувам интервенцијата ви е направена на дигестивна хирургија или на гастро. Така, предпоставувам пациентот има патохистолошки наод пред интервенцијата, значи тоа се ситни биопсии, а кај инфламаторните цревна болест, кај инфламаторната болест, не секогаш на ситна биопсија ние можеме да се изјасниме дали се работи за улцеративен колит или за или хронова болест. Дефинитивната дијагноза е на оперативниот третман, кај што ќе можеме да ја видиме таа мурална инфилтрација од воспаление кај хроновата болест. Так. Значи, дефинитивната дијагноза би била на оперативна, да. А кај значи, ситната биопсија може да се опишат само промените кои што ќе ги имаме во ткивото, односно таму од кај што е земена биопсијата кај пациентот. Нешто посериозно. Доколку имаме следен гледач, добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете со прашањето. Јас сум? Да, вие сте наред, повелете, ве слушаме. Фала, ја почнав да зборувам, човекот да слушам. Како сте, добри? Ви благодарам, вие како сте? Добро, многу, неколку година така се јавувам, ама ги случувам телефонот, не знам како, и сега не го исклучив. Сакам да прашам за гестацијски диабет, дали е тоа болест? Гестацијски диабет? Па да, ќерката, и јас имам 2 точки, сега дали е за тоа, сега ја не знам, се извинувам ако ќе добиете одговор конкретно еве од докторката, иако е патолог, сепак е доктор по медицина, ќе ви каже накратко за што станува збор кога говориме за гестацијски диабетес кај бремените жени. Па да, значи гестацијскиот диабет ќе треба пациентката да се јави кај својот матичен гинеколог или кај гинекологот што ја води бременоста, за да може да го следи тој диабетес за да биде под контрола. Гликемијата во шекерот на крвта за време на вториот триместар од бременоста, да, пред некој ден имавме мора да биде водење на бременост, гинеколог, да, и поради тоа можеби не добила гледачката и да се јави да праша. Доколку имаме следен гледач, добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Поздрав до емисијата, до докторката. Едно прашање до докторката. Повелете. Значи, ние носевме материјал на патологија, меѓутоа резултатите за 3 недели, како што вика докторката, не се добиват. Се чека и по 3 месеци и се губи многу драгоценно време. Значи, ние после операција на дебело црево, карцином на дебело црево, чекавме најмалку 3 месеци. Тоа е премногу за пациент од карцином, но премногу е тоа. Да ми одговори докторката дали може некако да се убрзат тие резултати. 3 недели да е во ред 3 недели. Ама верувајте, 3 месеци чекавме, не можевме да идеме на онколог. Во ред тоа ми е прашањето. Поздрав до вас, поздрав до докторката. Поздрав и до вас, затоа се овие емисии отворено да говориме, да ја слушнете и другата страна од приказната. Еве докторката има можност да каже со колку персонал, со колку кадар, но со колку материјали и постоперативните материјали
Зошто толку подолго време се чекаат? Така, значи, малигната болест, за жал, и кај дебелото црево, кој што е трета по локализација малигна болест, како во светот, така и кај нас, после карциномот на белите дробови и на дојка, е во постојан пораст. Така, независно дали е дебело црево, дојка или бели дробови, ние имаме многу голем број на оперативни материјали. А кога ќе видите колку сме специјалисти патолози и колку ние имаме, да кажам, време и преоптеретеност за да ги завршиме сите до 3 недели, тоа малку ќе биде подолго влечено, нели? Подолг временски период би требало да трае. Ние имаме така наречена, нели, тријажа на материјалите, како кај ситните биопсии, тоа што е со малигно биоделе порано, така и кај оперативните материјали првенствено се решаваат, значи првенствено се одговараат карциномите, односно малигните диагнози. Так. Значи, ние се обидуваме колку што е можно побрзо, но ако имате во обзир дека сме 30 во Македонија... 30 патолози на ниво на Македонија, да. На Институтот за патологија? На Институтот сме само 9. Во Скопје се околу 20-тина. Така да бројката, а оптеретеност во однос на хируршки материјали е огромна. Секојдневна, да. 50 хирурзи кои испраќаат секојдневно материјал. Да, ама и вниманието за анализа и интерпретација на резултатите мора да биде кај сите иста. Така е. Значи, ако секој посвети исто време на пациент. Така е, да. Мора внимателно да се Да, за да добие обработи. прецизна диагноза, сега ќе кажеме, нели, што ние анализираме при самиот оперативен материјал, за да да ќе имат можност пациентот го има гледачите точниот резултат за понатамошен третман. да слушнат. Ќе вклучиме уште неколку гледачи пред да продолжиме со вториот сегмент од разговорот во емисијата. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав за емисијата. Ало. Повелете со прашањето. Јасно, да? Да, вие сте, повелете. Поздрав за емисијата, до докторката. Благодарам. Исто, како пресудна гледалка, внука имам оперисана од карцином на дојка. Прв пат беше белигно, па после 21 ден искочи резултат од патологија малигно и за еден месец 2 операции. Оперирана е на 20 април. Еве 70 дена скоро више резултати нема од патологија. И затоа сакам да прашам докторката колку се чека, уште колку се чека, девојчето е младо, 22 години. Во ред, да, иако тоа е друга специјалност, сепак на патологија ги работат и биопсиите на дојка. Секој е добро, господине, и вам и на вашата внукичка? Значи, биопсиите се гледаат по, нели, распоред. Како што кажав, им се дава приоритет на малигните диагнози, со тоа што овој период, да речам, летен, колку што сме малку ние, работиме и, нели, со намален кадар, како технички, така и, нели, стручен кадар, и тоа малце го, нели, зголемува периодот на издавање на резултатите, но рутински тоа треба да биде до, нели, 3 недели, како што кажав, за оперативен материјал. А секако на секој пациент му се посветува доволно внимание и време за да има точна и правилна диагноза, што е сепак битно и за понатамошниот онколошки третман што треба да го добие, и обработката на ткивото секогаш влијае врз понатамошните и молекуларни анализи кои што се, нели, битни и за персонализираната терапија после. Да, ќе се осврнеме конкретно на емисијата и за самата специјалност патологија, но и за малиот број на специјалисти патолози, бидејќи ова е системски проблем и постојано и ние како новинари и медиуми апелираме да се стави поголем фокус за да немаме вакви ситуации, секој од нас се пациент, да се вратиме на обработката на материјалот постоперативно. Значи, што се испитува најправен кога ќе се донесе примерок на патологија после операција? Најправен испитувате нешто со голо око, докторке? Така, значи, кога ќе го пристигне материјалот кај нас, ние го потопуваме во, како што кажав, 10% формалин. Материјалот мора да биде фиксиран и адекватен за понатамошна дисекција. Макроскопскиот дел од описот е 50% диагноза.
Во почетокот ние идентификуваме прво која интервенција е направена, дали е тоа десна хемиколектомија, лева хемиколектомија, дали тоа низок ректум, ампутација на анус со ректум, значи прво идентификација на интервенцијата. Опис на доставениот материјал, односно кој дел од цревото е, нели? Потоа го пронаоѓаме туморот, односно малигната неоплазма и истиот го опишуваме како по димензии, така и по инфилтрација во зидот. Затоа што кај туморите на дигестивниот тракт не е битен пречникот, туку е битна инфилтрацијата, односно инвазијата во зидот. Колку е подлабоко, толку е нели по-лошо или повисок категорија има самиот туморски процес. Од која ќе се земат примероци од туморското ткиво, следи чекорот со изолирање на регионалните лимфни јазли кои што се наоѓаат во мезентериумот, односно тоа е масното ткиво што е покрај цревото. Треба тука да изолираме минимум 12 лимфни јазли, тоа е по сите светски протоколи. Тоа го велиме и сите тие анализи, мерки одат во макроскопскиот дел од описот, како што знаат и пациентите во нивниот патохистолошки извештај имаме макроскопски опис и микроскопски опис. Макроскопскиот е оно сега што ви го кажав, тоа што се гледа со голо око, а е од круцијално значење за микроскопската анализа, затоа што примерокот што ќе го идентификувате вие на макроскоп, го анализирате и микроскопски. Што може да се идентификува микроскопски, а не може да се види со голо око? Така, значи микроскопскиот... Дали стадиумот на болеста исклучително само преку микроскоп може да се одреди? Вака, микроскопски прво и основно го одредуваме типот на туморот. Значи, за кој тип на тумор се работи, го одредуваме градусот, одредуваме каде инфилтрира туморското ткиво во длабочина, одредуваме колку се позитивни лимфни јазли, лимфоваскуларна инвазија дали има, дали се шири перинеурално и во однос на тие параметри ние го одредуваме и стадиумот и прогностичките параметри кои што се наоѓаат во наодот на пациентот, а во однос на хистолошкиот тип спомнав дека исто така многу битен, затоа што има хистолошки типови кои што се со полоша прогноза, исто така и нели градусот е битен, затоа што и повисок градус има полоша прогноза. Од хистолошките типови, тука само ќе ги споменам дека аденокарциномот може да биде повеќе видови, значи многу е битно ние да го препознаеме дали е тоа микропапиларен, муцинозен аденокарцином, сајнет рингсел карцином, карцином со саркоматоидна варијанта или нели други карциноми, на пример неуроендокрин карцином, кои што се подтипови со различна морфолошка слика. Значи сите тие типови одат до прецизна дијагноза на самиот тип на туморот. Така, имат многу големо влијание врз понатамошниот тек на лекувањето. Да. Зошто е важна толку прецизноста и во однос на стадиумот, но кога говоревме за стадиум на болеста, но и за ресекционите маргини? Така, значи ресекционите маргини се всушност хируршките маргини. Тоа е линијата каде што оперира хирургот и тие најчесто очекуваме да бидат чисти, негативни за малигнитет, но се земаат по протокол за да се види дали има резидуално туморско ткиво кај пациентот, бидејќи не секогаш со голо око може да се види нели дали туморот се шири во подлабоките слоеви кои што ние ги анализираме на микроскоп. А стадиумот на болеста вклучува ПТНМ категории посебни, ПТ, ПН и ПМ, кои што заедно го одредуваат стадиумот на болеста. ПТ значи големина на тумор, како што споменав претходно, не значи колку е во пречник, туку колку инфилтрира во длабочина. ПН е статусот на лимфните јазли, дали имаме метастази во изолираните лимфни јазли. Клетки туморни, да. Да, дали има, значи, метастатска болест и М е далечна метастаза, значи туморски клетки во друг паренхематозен орган или во лимфни јазли во друга регија. Значи тоа се далечни метастази. Со тоа што сакам да напоменам дека перитонеалната расевка е веќе стадиум 4 болест и се рачуна како нели проширување на туморот. Метастазиран. Така е. Докторке, значи сите овие информации треба да стојат во патохистолошкиот извештај. Да, и стојат, освен стадиумот на болеста, оваа ПТНМ категорија, ние имаме и прогностички информации што ги пишуваме долу, тоа се Г,
или градус, кој што се движи од G1 до G3. G1 би бил добро диференциран тумор, G3 би бил лошо диференциран тумор. PL лимфоваскуларна инвазија, V венска инвазија и PN е перинеурална инвазија. Овие карактери, значи, не влијаат на стадиум на болеста, но влијаат врз прогнозата. Значи, вие може да имате низок стадиум, но да имате лимфоваскуларни емболуси и тука веќе е, нели, кај онкологот за да процени дека има параметри со висок ризик. Затоа е неопходна мултидисциплинарната соработка, како што рековте, и со дигестивците, и со гастроентерохепатолозите, но пред се со онколозите за постоперативно, кога говориме за карцином. Многу е битно дали е локализирана болест, односно не без метастатски депозити, или веќе е проширена во лимфните јазли. Доколку веќе има метастатска болест со регионални лимфни јазли, веќе болеста е во стадиум 3. Која е улогата на патолозите во следењето на ефектот од терапијата? Така, обично оперативен материјал добиваме после неоаднивантна терапија на карциноми на ректум, тие што се ниско поставени, и обично тие лезии не можете да ги видите секогаш макроскопски, имаат мал улцеративен дефект на мукозата и тие промени мора целосно да се процедурираат, значи целосно да се вкалапи таа лезија, за ние да одредиме колку туморот одговорил на терапијата. Туморот може комплетно да одговори на терапија, а туморот може и воопшто да не одговори на терапијата. Имаме градуирачки системи, го користиме 4 градуирачкиот систем од 0 до 3, при што градус 0 би бил комплетен одговор на терапијата, а ние микроскопски не сме нашле витални туморски клетки во сите примероци што ги имаме анализирано. Значи, ако пациентите на својот наод ќе прочитаат ТРГ, тоа значи тумор regression grade, и тој грейд ако е 0, значи туморот дал комплетен одговор на неоадјувантната терапија. Затоа е важно и правилно да се земи хируршки примерокот, за да може точно да се изанализира и да се обработи. Ќе вклучиме уште неколку гледачи пред да продолжиме со останатите аспекти околу патолошката функција во третманот на колоректалниот карцинома, пред се биопсиите, испитувањето на примероците. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Режија, дали имаме гледачи на линија? Ало? Добар ден, ве слушаме, во програма сте. Поздрав до вас и до емисијата и до докторката. Поздрав и до вас. Сака да ја праша докторката. Јас пред 3 години сум оперисан од ангиолипома. И сакам да ја прашам докторката дали има некој посебен режим за исхрана или како. На која локализација само? На која регија, на кој дел? На желудникот. На желудникот. Да. Така, во ред, да, секако докторката е специјалист по патологија, да. Вака, за третманот обично одлучува, нели, лекарот што го води пациентот. Ние сме ја поставиле диагнозата и предпоставувам дека е Н-блок ресецирана целата лезија и обично со чисти ресекциони маргини пациентите имаат, нели, добар ефект, но следењето е секако многу битно и редовните и редовните скрининг програми, како и кај сите, нели, пациенти што имаат и полипектомија и гастректомија и, нели, сите интервенции ендоскопски имаат одреден број, нели, на прегледи годишно. Така да мора да се следат тие прегледи. Редовно следење, да, и ќе го консултирате вашиот оперативен лекар, односно хирургот кој ве оперирал и кој ве води во контролите, за да може да добиете попрецизни информации, а секако во некој од наредното издание на емисиите ќе проговориме и за ова состојба, ќе поканиме некој специјалист, дигестивен хирург или исто така и гастроентерохепатолог кои се вклучени во третманот, а пред се во понатамошниот тек на животот и следењето на овие пациенти. Доколку имаме следен гледач, добар ден, во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до водителот и до докторката.
Благодарам. Ве молам, едно прашање имам до докторката, ама јас сум оперирана од дебелото црево пред 27 години. Ме оперираше доктор Јанкуловски, професор. Благодарност до него голема, што сум жива денеска. Имав задебелување на дебелото црево, десно горе, 20 сантима, ама операцијата 20 сантима пред болката, 20 по болката беше почетна фаза и 60 сантима ми е скратено дебелото црево. До сега, фала Богу, сум добра, ама прашањето до докторката ми е дали може да ми се повтори истото, а немам до сега никакви знаци. До 3 години правев колоноскопија, после 3 навака не сум направила. Значи 20 на години немате направено, така? Да, 20 на години, 20 и кусор, 27 еве од кога сум оперирана. Така. Во ред, ќе добиете одговор, но и совети и препораки од доктор Крстеска. Секој е добро, господјо. Не слушнав која диагноза е на оперативниот материјал. За дебелување на дебелото црево, да. Да. Поентата е секој пациент после секоја хируршка интервенција да оди на редовни контроли. Значи колоноскопијата е, како да кажам, златен стандард на она што се случува во дебелото црево. Може и да нема симптоми. Но битна е, пак ќе кажам, диагнозата. Драго ми е што пациентката е добро, но мора да се контролира се она што е, нели, претходно третирано. Да се види, независно дали тоа ќе бидат адхезии, микрокраварења или било какви улцеративни. Не да може полипи, така е. Сето тоа треба да биде видено, испитано и извадено, нели, по протокол, затоа што не сите полипите не даваат симптоми. Да, затоа треба да се прават редовни контроли, а пред се... Зошто се важни еве колоноскопиите или биопсијата во случај на сомнеш или на предпоставка, за да се земе материјал од страна на гастроентерохепатологот, за да може потоа вие да дадете прецизна диагноза, а од друга страна луѓето чувствуваат страв, вознемиреност. Видете, стравот постои се додека не одлучите. Кога ќе одлучите, веќе немате страв. Значи, да немате симптоми, сите препораки порачуваат пациентите под 30 години да направат колоноскопија со позитивна фамилиарна анамнеза. Тоа значи, прво колено да има диагноза на колоректален карцином, висок ризик, под 30 години колоноскопија. Ако досега 50 годишна возраст беше некој лимит за скрининг на дебело црево и во однос на зголемениот број на малигна неоплазма на дебелото црево, таа возрастна граница е спуштена на 45. Значи за скрининг, што значи скрининг? Да немате симптоми, да го откриете на време. Ако веќе имате симптоми, одите на колоноскопија, се идентификува лезијата и се земаат биопсиите. Ке прашате кои се симптомите. Значи, ненадејно губење на тежина, абдоминална болка, крв во столицата, промена во празнењето на цревото, ненадејно губење или на тежината или сидеропенична анемија исто така. Значи, тие симптоми ќе укажат дека нешто се случува или е необично во дигестивниот систем и мора да се направи колоноскопија. Ако ви кажам дека годишно 2 милиони нови случаи во свет се диагностицираат за колоректален карцином, морталитетот е 1 милион, повеќе кај мажи за жал. Навистина треба поголем акцент на превентивните мерки. И да не се плашат пациентите, веќе имаме и подобри услови со анестезија, значи не е болна интервенција, но мора да се експлорира затоа што не постои друг начин да се идентификува малигната болест. Колку порано се открие, толку подобро и за пациентот, но и за самиот тек на лекувањето. Од вашето искуство во задоцнети стадиуми почесто детектирате или диагностицирате? Значи, како што кажав, имаме многу полипектомии, како што добиваме материјал, но имаме многу и малигни диагнози. Значи, за жал, тој број расте секојдневно.
Така е, затоа треба да се стави фокус на на превентивните на превенцијата програми. И на скрининг и пациентите да се јавуваат ако имаат веќе закажан скрининг на клиниката или одобрен термин од матичниот Така, ги доктор. споменавте и симптомите кои треба да бидат аларм и знак Така. пред се да се консултира И да не матичниот чекаат лекар. пациентите. Затоа што нема страф и паника кога треба да се грижиме за собственото здравје, но од друга страна еве најголем проблем на сите, на поголем дел од пациентите долгото чекање на резултатите, а убаво рековте 30-тина, тоа го покажа и статистиката на Министерството за здравство. Во цела Македонија кајва само 9 патолози, меѓутоа пропадна и неколку обиди во болници во внатрешноста за специјализации. Која е вашата порака до младите лекари, но и идните специјалисти зошто да се одлучат за патологијата како специјалност? Така, Затоа што е неопходно, навистина, пред се во интерес на граѓаните и на пациентите, што повеќе патолози да имаме за да се скрати тоа време на чекање. така, значи ако со нашите предмети на катедрата по патологија сме побудиле некој интерес на студентите да се занимаваат со оваа дијагностичка гранка во медицината, односно да ја одберат патологијата како професија, ние сме спремни и стручни да ги едуцираме и да ги насочиме, а со тоа и да го зголемиме бројот на специјалисти патолози во државата. Значи, ние сме отворени за секој интерес. Морате да го сакате оно што го работите. Така е. Значи, не морате да натерате некој Не може на сила да специјализира. Мора да има интерес за да работи дијагностика. Така е. Ние сме отворени за соработка и за едукација и така натаму и во моментот имаме многу добри специјализанти, ентузијасти. Така еве апел и од тука и до здравствените власти и секако ќе иницираме што повеќе фокус да се стави, но пред се битна е желбата, како што рековте, да и ентузијазмот во интерес на пациентите, да одговорите колку што можете побрзо и кај повеќе пациенти. Доктор, ќе ви благодарам за одвоеното време и за искуството кое го споделивте на оваа исклучително значајна тема, која за жал патологија станува се почеста, како што рековте, и со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделник. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав викенд и грижете се за вашето здравје. Пријатно!